Мрежи духови со децении гнијат во длабочините на Охридското езеро и го загрозуваат опстанокот на живиот свет во него, меѓу кои на Охридската пастрамка и Белвица. Во рамките на акцијата за нивно отстранување на различни локации беа извадени 64 напуштени, изгубени и на друг начин оставени рибарски мрежи со должина од 2 километри. Спецификата на хабитатот, на местото за мрестење на пастрмката е тоа што самиот простор е исполнет со карпи на кои што овие мрежи духови многу лесно се закачуваат. Кога ќе станат мрежи духови, веќе не се селективни, на себе врзуваат и други мрежи со други димензии на овца и токму поради тоа се што ќе помине покрај нив и низ нив останува жртва. Тоа не се секогаш само риби, тоа може да бидат и птици. Мрежите кои се извадени биле на длабочина од 5 до 35 метри, каде што се наоѓаат и природни рибни плодишта на Охридската пастрамка. Истите служеле за лов на сите комерцијални видови риба. Имаше и стари мрежи кои се кончани, но бидејќи исплеткани заедно со најлонските не можат да се распаднат и тие и натаму ловат. Пастрмските видови не мрестат на место каде што има трулеж на риба. Ако има мрежи потонати, без разлика на димензија на окце и без разлика во која состојба на распаѓање е она што е фатено во тие мрежи, ќе ги одбегнуваат тие нормални природни рибни плодишта во подолг период, додека не дојде моментот да се исчистат за да бидат вратени во нормалниот природен хабитат. Проблемот трае со децении. Во главном се изработени од материјал кој што не е биодеградабилен, односно претежно најлон, кој што оставува секако последици не само врз животната средина, туку и живиот свет кој што го населува Охридското езеро. Но служат како некакви вештачки бариери, препреки во кои што живиот свет може да биде заплеткани и задржани и остават тука и угинат секако. Во отстранувањето на мрежите учествува и нуркачи од Охрид. Ова година тргнавме, во правецот Свети Заум до после полуостровот Градиште. Тој дел ги отстранивме оние што ги знаевме. Езерото е доста големо, доста локации за останати мрежи. Повеќето мрежи се на карпестиот дел, знаете, на простор кај што се мрести Охридската пастрамка, и сите мрежи се зафатени за карпите. Тие не се мазни карпи, па можете лесно да извадите мрежа. Тоа ни е најголемиот проблем, а ги има скоро на сите длабочини. Резултатите од акцијата што ја спроведе Хидробиолошкиот завод, организацијата Хелтисис, како и Нуркачкиот центар Амфора, пред научната фела беа презентирани во Охрид. Слична ваква акција беше спроведена и во 2017 година, кога беа извадени мрежи со должина од 14 километри. Со цел намалување на ваквата појава се бараат поостри казни, поголеми контроли, построга примена на законските регулативи, како и поголема координација меѓу надлежните институции. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.